Што представува ИДСС скорот и кој врши проценка на степенот на инвалидитет согласно ИДСС? Скалата за степенот на попреченост е метод за квантифицирање на попреченоста кај мултипла склерозата и следење на промените на нивото на попреченост со текот на времето. Широко се користи во клиничките испитувања и во проценката на степенот на неспособеност за пациентите со мултипла склероза. Скалата била воведена од страна на неврологот Курцке во 1983 година како поусовршен модел од негова претходна скала за степен на попреченост и се состои од 10 чекори. Скалата ИДСС се движи од 0 до 10 со зголемување од 0,5 единици што представува повисоки нивоа на попреченост. Бодувањето се заснова врз основа на прегледот од страна на невролог. Чекорите на ИДСС скорот од 1 до 4,5 се однесуваат на луѓе со МС кои се во можност да одат без никаква помош и се заснова на оштетување на 8 функционални системи. Тоа се пирамидални симптоми, како што се мускулна слабост или отежнато движење на екстремитетите, симптоми од страна на малиот мозок, атаксија, губење на рамнотежа, координација или тремор, од страна на мозочно стебло, проблеми со говорот, голтање и нистагмус, сензорни, вкочанетост или губење на сензации, од страна на функции на дебелото црево и мочниот меор, визуелна функција, кој што дава проблеми со видот, церебрални функции и проблеми со размислување и меморија и други. Проценката на овие методи ја врши невролог. Се проценува и функционалниот систем ЕФЕС, кој се оценуваат на скалата од 0 значи без попреченост, до 5 или 6 потешка попреченост. Степените на ИДСС скорот од 5 до 9,5 се дефинирани со тешки оштетувања на одењето, односно тежок степен на инвалидитет.